По петти пат во Прилеп се одржува меморијалниот турнир Илија Карески во чест на човекот кој остави длабока трага во развојот на пинг-понгот не само во Прилеп и Република Македонија, туку и надвор незините граници. Годинава турнирот е нешто послаб по бројност во однос на претходните години, затоа што во соседните држави исто така има значајни спортски и организацијски настани. За разлика од лани кога имаше над 200 надпреварувачи, годинава учествуваат околу 60-70 според изјавата на Златко Рикаловски, подпредседател на Пинг-понгарската федерација на Македонија. Сепак оваа бројка воопшто не е за потценување. Турнирот се одржува во вистински спортски надпреварувачки амбиент со учесници во повеќе категории: до 13 години момци и девојки, до 15 години момци и девојки, до 19 години момци и апсолутна категорија машка и женска конкуренција. Надпреварите во овие категории се играат денес сабота, додека во недела турнирот ќе го затворат ветераните. Во апсолутна категорија е предвиден награден фонд од 120 евра за прво место во машка конкуренција и 80 евра за женска, а ќе бидат наградени најдобрите 8 надпреварувачи во двете категории. Организаторите нагласуваат дека најважно е младите да спортуваат и активно да се вклучат во спортските активности, без разлика тоа дали станува збор за пинг-понг, карате, џудо или екипни спортови како кошарка, фудбал и ракомет. Спортот е основа и за здрав развој и правилно воспитување на младите генерации. Турнирот се реализира со голема поддршка на Пинг-понгарската федерација на Македонија, која обезбедува инфраструктурна помош, маси, семафори, се што е потребно за организација на еден ваков настан. Значајна е континуираната поддршка на општина Прилеп, која 5 години поред стои зад организацијата на меморијалниот турнир. Меморијалниот турнир Илија Карески продолжува да е негува традицијата и да го чува споменот на човекот кој даде огромен придонес во македонскиот пинг-понг, со амбиција оваа спортска приказна да трае и во годините што следуваат.